40-та godina od životot, особено кај мажите, не е случајно одбрана како граница. На таа возраст мажот го достигнува својот плафон на животните можности, кога продуктивноста од неговата работа, особено интелектуалната, е висока. Стекнатото искуство почнува да дава плодови. Со 40 години мажот станува најдрагоцен работник. Но всушност тогаш, во тие години се одигрува нешто неповолно. Неговата физичка состојба не одговара на интелектуалното ниво. Мозокот работи добро, но организмот старее. Тогаш, зошто еден 40 годишник изгледа како да има 30 години, а неговиот врсник остава впечаток на овенат човек? Тоа е проблемот за кој сакаме да ви говориме во денешнава емисија. И веднаш да дадеме одговор. За витален и долг живот треба да се бориме од порано, зашто младоста не трае вечно. И кој сака да ја продолжи, мора навреме да го регулира својот живот, да се подчини на одредени правила. Сигурно, неретко ви се случува да сретнете школски другар кој ја поминал 40-та година од животот и кого одамна не сте го виделе. Исто така ви се случува на база на промените на неговото тело да му забележите како брзо остарел. И не грешите. Вие ги забележувате промените на кожата, пред се брчките, кои во известна смисла и представуваат символ на староста. Подкожниот слој на масти постепено атрофира, а еластичните влакна од кожата ја губат својата еластичност. Кожата станува сува, испукана и најпосле овената, што ги чини брчките уште повидливи. Со годините, мускулната маса постепено се намалува. Додека, например, кај маж од 30 години таа изнесува околу 43% од телесната тежина, кај старите таа е се на 25%. Место мускули, претерано се развива врзивното ткиво. Доста промени се случуваат и на зглобовите, особено на тие кои во текот на животот најмногу биле оптоварени. Колената, колкот и рбетникот. Движењата на телото се потешки, побавни и помалку динамични. За пример да наведеме дека должината на чекорот кај млад човек во просек изнесува 71 см, додека кај човек во години тој е 63 см. Затоа и постарите се обидуваат загубените сантиметри да ги надоместат со зголемен број чекори. За жал, по 40-та година од животот срцето почнува да попушта. Со секоја нова година тоа работи се помалку прецизно. Постепено се смалува неговата контрактилна способност, а таа пак доведува до смалување на вкупното количество крв, што срцето ја испраќа во крвните садови. Но ако на овие промени не се накалемат некои заразни заболувања или артериосклерозата, срцето се уште добро си ја врши својата функција и не му задава на власникот некои непријатности, доколку тој добро го чува и го негува. Дали секојдневно вака излегувате? Секојдневно. Зашто? Па видите зашто јаска су пензионер, иначе болувам од срце. И така ми е препорачано да секој се бале поручен денеска и касно излегов. Иначе обично во 6 сати излегов. Обично во 6 часот сте веќе овде на Во 6 сати овде су веќе на Тумбекафе. Колку долго тоа го чините? Па прилike негде околу 10 километри секој ден. Мислам дека врсената положба ми е поправена и така да... И мислите дека тоа се должи? Па се должи исклучиво на одењето, на рекреација и исклучиво на воздухот, тоа е барем и препорачуваат медицинарите. Лекарите тоа Да. го препорачуваат, Да. нели? И што ви им препорачиле на оние што се уште не излегле по природа? Ја би му препорачал не во 5, не во 6, него во 5 сата да излева. Добро утро. Добро утро. Ние снимаме една емисија до телевизија Скопје. Рекреацијата, движењето. Да. Дали секојдневно го чините вие? Секој ден. Секој ден. Зашто? Па имав инфаркт. И по савет на лекарите треба да се движам. Така околу 10 км на ден. Се движаме. Дали користи тоа? Како да не? Колку долго се движите? Па
Инфарктот ми беше пред едно 8 месеци, едно 5 месеци непрекинав секој ден. И парно ми е него, што исто ми е како пред инфарктот, дури парно се. Примариус доктор Калаузи, вие одавна се бавите со спортска рекреација. Кога заправо се почетоците, од кога заправо датираат тие почетоци? Па можем да речем дека од времето кога станав лекар, после завршувањето на медицинскиот факултет, со оглед тоа да и од порано бев заинтересиран за спорт, јас веднаш почнав да се интересирам после доаѓањето моја обитола во мојот роден град да работам како лекар. Дали можам и како таков да продолжам да на некаков начин бидам користен во област на спорт. Од тогаш датираат почетоците. Од тогаш Меѓутоа датираат сега почетоците. веќе како кардиолог, исто така им советувате на вашите пациенти, а ние тоа се уверивме потекот на денешниот ден, са бајле во 6 часот кога исто обдека на Тумбе кафе наидовме на една група, поголема група, со кој што и разговаравме, кои што рекреираат, спортуваат по совет ваш. Зашто? Тоа се постинфарктни состојби. Во 1958 година бев на специализација по кардиологија во познатиот центар кардиолошки болницата Бусико во Париз. Таму имав прилика да запознам со еминентни стручни фактори и по прашањето на рехабилитација на болни кои што прележале некаква криза во скоп на коронарна болест, конкретно инфарктите и прединфарктните состојби, па и такви кои што страдаат од некоја форма на коронарна болест, која денес, ето така, значи и секој лаик ја знае што е, и преокупиран е да случајно, ето така, нема и тој некакви презнаци кои што може да доведат до инфаркт. Јас се интересирав за нивната програма со своите пациенти во смисол на борба против кризните состојби во коронарната болест. За нивната програма за превенција од најтешката компликација на коронарната болест, а именно инфарктот на миокардот. Следејќи ги ставовите на еминентни стручњаци на полето на рехабилитацијата, ние отпочнуваме еден систематски една систематска работа со нашите пациенти, уште во коронарната единица. Диаметрално различити ставови од оние кои што до пред неколку години владеа во медицината, а именно да оној кој што ќе доживе акутен инфаркт на миокардот, истиот треба 6 недели да лежи во легло, неподвижно и така натаму. Ние од вториот, третиот ден систематски почнуваме со рехабилитација, наравно, водејќи сметка да тие оптоварувања не бидат штетни, не бидат максимални и така натаму. И така. И какви се резултатите? Резултатите се за нас сосема задоволителни. Така да, нашиот систем се состои од фаза на хоспитална рехабилитација и фаза на постхоспитална рехабилитација, користејќи ги природните погодности на теренот околу болницата, а именно близината на градското шеталиште или градскиот парк, близината на познатото место во Битола, наречено Тумбе кафе, каде што и ние денес во овој момент се навоѓаме. Така да, во склоп на она хоспитална рехабилитација, ние спроведуваме еден систем по НИЛИН, каде што ја вреднуваме преостаната способност после акутниот удар и после завршената програма, пациентите ги спраќаме на домашен престој, пошто во текот на таа хоспитална фаза вршиме интензивна едукација на пациентите што треба да прават после напуштањето на болницата. За време додека се болните во стационар кај вас, вие ги едуцирате.
Што опфаќа таа едукација? Аз би сакал накратко да ми речете. Едукацијата има за цел да ги пациентите подготви за постхоспиталната фаза на рехабилитацијата. А именно, после домашниот престој кој што го практикуваме од прилика во трајање од 20 дена и доваѓањето на контрола кога се вршат комплетни исследвања за да се установи статусот после првата таа фаза на постхоспитална рехабилитација, истите се сега упатуваат на физички активности надвор од својот дом. Едноставно, ние им кажуваме дека треба да вода сметка за 3 симптоми. Имено, да не дозвола во текот на таа физичка своја активност да имаат стенокардија, болка во градите, која што би била од потекло на нивното претходно заболување. Второ, да не осеќаат диспнешни потешкоти, да не дозволат да имаат чувство на недостаток на воздух. И трето, да немаат чувство на скинати нодзе, така лаички изразено, кој што би знак, ако го субјективно чувствуваат, бил може би нели резултат на оптоварување на левата комора на срцето со оглед на веќе ошетувањето што го доживеа претходните. Главно зборувавме за болните што се од вашиот регион. Јас би сакал да испратите неколку пораки до нашите гледачи и за оние други болни кои што се жалат на кардиоваскуларни заболувања. Видите, Што ако би биле зборуваме тие пораки? Ако не само за тие што имаат кардиоваскуларни заболувања, јас лично сметам дека поважно би било да го третираме прашањето на превенција од најчестите кардиоваскуларни, а именно спортската рекреација како елемент на превенција. Какви можности пружа на тие што досега се здрави, досега не манифестирале симптоми на заболување. Јас мислам дека тежеста на нашите напори треба и во тој правец да биде ориентирана. Јас лично сметам дека со едно систематско работење преку основните организации на здружен труд, преку школи, не толку кај младите кога веќе спомна школа, него мислам повеќе кај работници кои што и службеници кои што ја минуваат веќе таа критична возраст, а именно познато е дека постојано се зборува за возраст, критична возраст од 40 години. Ние честопати слушаме дека човек во 40 години се наоѓа во прекретница на својот живот, со оглед на тоа да тогаш кога најповеќе може да биде креативен, тогаш кога најповеќе може да биде користен во општеството, тогаш се појавува еден проблем, а именно проблем на раскорак меѓу интелектуалните способности, сакањата да креира и физичките способности кои што и текако треба да бидат во склад со тие сакања. Меѓутоа, физичките способности се тие што први се јавуваат како пречка да тој максимално креира, ствара. И именно во тоа ја гледам потребата од интензивна работа со луѓето на полето на едукацијата во смисол на давање напаствија како може да се спроведе таа превенција од можни кризи што можат се уште што уште повеќе да му го загрозат, да му ги загрозат физичките способности. А именно, опасностите од компликации во кардиоваскуларниот апарат. Добро јутро. Ние снимаме една емисија за телевизија Скопје. Насловот е "Движи се за да не заборавиш да одиш". Да. Вие дали почесто вака во природа? Па, јас сидам овде од преди скоро 12 години. Секогаш се бајле кога сум слободен, но во главно најмалку
месечно, сигурно 15 до 20 дена, редовно. Осеќам дека тоа многу ми користи на моето здравје. Јас преди некои 15 години така имав едно срчано болење и лекарите им препоручува се движам овде. И секој ден тогаш скоро пешачам по околу 5-6 километри на ден. Та, јас иначе се бавам со умствена работа и поред тоа осеќам дека ова физичката активност како ми користи. Во секој случај, заради движењето што го правите, се чувствувате? Се чувствувам многу подобро, многу подобро. Даже тие тегоби што ги осеќав јас преди некои 10 години на срцето, апсолутно не стана. Има скоро 5-6 години, јас се осеќам многу добро и сега сум јас во состојба да се движам и по 10 километра и не осеќам никаква тега. Се осеќам многу добро. Дали мислите таа здравствена состојба, таа подобрена здравствена состојба исклучиво се должи на движењето што го чините вие? Јас сметам исклучиво, бидејќи јас осеќав тегоби на срцето скоро, можам да речем, на 10-15 години. И сега не може тоа да биде случајност, но од кога веќе почнав тука редовно да се движам, тоа веќе не сте. Има 5-6 години, апсолутно се осеќам многу пријатно и здрав наполно. Сите научници се еднодушни во оценката. Дебелите живеат пократко. Тоа го потврдува статистиката во сите земји. Срцето не е во состојба да се бори против прекубројните килограми. Може со сигурност да се тврди дека секој одвишен килограм по 40-та година му го скратува животот на човекот, барем за неколку месеци. Најчеста причина за дебелењето е елементарната лакомост во јадењето. Луѓето во овие години за кои говориме навикнале да јадат многу, не водејќи сметка за тоа дека потребите на организмот за калории веќе од поодамна се намалени. Како последица на дебелењето, здравјето на овие луѓе запаѓа во жалосна состојба. Се јавуваат големи наслаги од поткожно масно ткиво, слабење на срцевиот мускул, зголемен крвен притисок, артериосклероза и ред други промени. Некогаш Монтењ пишувал дека луѓето не умираат, туку го завршуваат животот со самоубиство. И може би имал право тој древен мудрец, кому му припаѓаат и зборовите: од прејадување загубине се повеќе луѓе отколку од сабии. Еликсир за вечна младост не постои, но со разумен начин на живење може да се продолжи младоста, а староста да се направи спокојна и пријатна. А сигурно ќе се согласите дека и тоа е веќе доста. Некој рекол дека кажи им да видам колку ти се стари артериите за да ти речам колку си стар. Во тоа има многу вистина, затоа што атеросклероза денес е заболување кое што нажалост почнува многу рано. Затоа е по мое мнение затоа придонесуваат повеќе фактори од современиот живот. Со динамиката што ја бара современиот живот, со животниот стандард до кој што стигнавме, се стварат услови во кои што човекот заборава дека природата го создае меѓу другото и да ги користи физички сили во својот живот, а не истите со сема да ги запостави. Имено, се практикува сегде во цивилизованиот свет, се практикува така наречен седентарен начин на живење. Човекот седи на работното место, од работното место со лифт се легува до место каде што неколку метра од
влезот во зграда каде што работим и се наоѓа паркирано возилото во кое што ќе седнем и со него ќе оди дома, ќе руча, после тоа ќе легне да спие и така натаму. Сите услови за форсирање на оние процеси кои што порано ги стареат артериите, односно за стварање услови да атеросклерозата многу порано почне него што би можела да почне. А именно, ние знаеме дека меѓу другото и коронаната болест, и инфарктот, тромбози на мозочните артерии, потоа значи нарушување на циркулацијата во перифериите со гангрени и така натаму. Сите се компликации на атеросклеротичната болест. Према тоа, физичката активност, незапоставувањето на можности што ги пружа, физичката активност за се спречи тој процес, односно да се одложи тој процес, е оној фактор на кој што треба да се инсистира. Моје мнение е следно. Да човек, иако се осеќа сосема здрав, околу својата 40 година на својот живот, би требало да се интересира да го испита своето здравје. Тоа здравје може да го испита при својот лекар, он со лекарот евентуално да консултира соодветен центар каде што може да се изврши подетајно исследвање, конкретно кардиолошки исследвање. После консултација со својот лекар, интернистот или кардиологот, да истиот од него бара совет, кој вид на физичка активност би можел да го користи како превенција од можни кризи на кардиоваскуларниот апарат. Вие сте шеф на сала. Да, јас сум шеф на сала. Во хотел Епинал. Епинал во Битола. Да. Колку долго работите? Во ugostiteljstvu работам скоро 16 години. Тоа е доста. Доста е. Да. Интересно ќе биде да ни кажете од искуство кои се категорија на гости најчести посетители во вашиот локал, во ресторантот особено? Најчести посетители во нашиот ресторант се претежно гостите од 40 до 50 годишна возраст. Тие се повеќе така гурмани на исхрана, на добро вино, на добри специјалитети на скара, на риба и слични така јадења. А како оди со гостите до 30 години и оние од постарата возраст на 50? Гостите до 30 години и од 50 години нагоре возраст, тие исто доаѓаат, но пославо конзумираат и алкохол, исто и исхрана. Тоа значи најмногу консумираат и пијат посетителите на возраст измеѓу 40 и 50 години. Да, најмногу конзумираат исхрана и алкохол посетителите од 40 до 50 годишна возраст. А може би знаете да дадете објаснување зашто баш таа возраст? Баш таа возраст конзумира повеќе, по моје мислење, затоа што пославо се движат, мислата му е повеќе на јадење и на пиење и во таа зрелост се нагодини. Кога многу се јаде, многу се пија, помалку се движи, помалку се движи и се рекреира. Принципите за одржување на личната хигиена се надеваме дека ви се добро познати. Па сепак, многумина во подоснешните години престануваат да ја посветуваат внимание, а би требало обратно. Имено, постарите посебно треба да водат сметка за чистотата на телото. Тоа значи и негување на својата веќе започната да венее кожа, секојдневно бричење, миење со ладна вода, водена масажа во сообразно со здравствената состојба и така натаму. За човек кој нормално живее и работи, а притоа не се гои ниту слабее, потребно е секојдневно да зема адекватно количество калории. Тие што живеат мирен, домашен живот, доволно им се 2200 калории, а на службеник со седечки начин на живење до 2600 калории. На физички работници се разбира дека ќе им бидат потребни повеќе од 4000 калории. И пак да подвлечеме. Колку е човекот постар,
толку помалку калории во секојдневната исхрана му се потребни. По 40-та година гастрономските радости почнуваат да доминираат. Во ваква ситуација не е лесно да се зачува убава и стројна фигура на телото. Но тогаш е потребно цврсто да се решиме за тоа дали треба да се прејадуваме, дебелееме и во перспектива да го губиме здравјето, а со тоа да го кратиме животот, или пак да се придржуваме кон известни умерености во едењето, а напоредно со тоа да ја зачуваме физичката свежина и јаснотијата на умот. Скоро сите мажи што ги имаат минато 40-те години, некогаш се занимавале со спорт. А денес дали го прават тоа? А сепак треба да се трча, треба да се плива и да се вози велосипед. Тоа се спортови за секого, идеален тренинг за сите возрасти. Кај овие спортови, срцето, крвотекот, дишењето и мускулите се ангажирани, но не се преоптоварени. Возраста за која говориме не треба да се надпреварува. За нив се погодни спортови кои не бараат краткотрајни силни напори, туку треба да се определат за телесни активности што донесуваат рамномерно траено оптоварување, а тоа значи трчање во природа, гимнастички вежби, без прави, одење, пливање и така натаму. Се разбира, треба да се определите за спорт кој ќе ви донесе најголемо задоволство. Само при тоа мора да се води сметка за својата физичка конституција. За кој спорти да се определите, почнете секој пат полека. Одбегнувајте претерани напори, но немојте да дозволите првото оспаление на мускулите, кој инаку бргу минува, да ве разочара. Нека не ви пречи во почетокот тоа што сте малку невешти, а другите се подобри од вас. Никогаш не е рано, а ретко кога е досна да почнете да се занимавате со спорт. За здрав човек нема старосна граница за занимавање со спорт и рекреација. Затоа ви препорачуваме, ако тоа не сте го сториле веќе, да почнете уште од утре. По 40-тата, годините што следуваат се убави години. Тие треба максимално да се користат, но при тоа да им се укажува и нужното почитување.